Ние на градината на Филип. Денес оваа емисија ја посветуваме на јапонското јаболко, кое се повеќе не само што се јаде, туку и се произведува на нашето подрачје. Зборуваме и за украсното растение илекс, многу посакувано за време на овие зимски празнични месеци. Понатаму тематски се определивме оваа емисија да ја посветиме на овчарството. Не е кој знае колку завидлива позицијата на овчарството во македонското сточарство, меѓутоа има се уште храбри, посветени и луѓе со знаење и со љубов кон оваа дејност. Затоа разговараме со Јасмина Котевска од демирхисарското село Суводол, која е сточар, одгледувач на овци, но и историчар на уметност. Таа прави спој и успева на двете нешта да биде успешна во рурална средина. На тема овчарство разговорот го продолжуваме со Симе Софрониевски од Мандра Софрониевски, овци кои пасат на Шарпланина, а Симе заедно со соработниците и неговото семејство произведува прекрасно овчо сирење и овчки кашкавал. Тој ќе ни каже за состојбите и што значи и како се функционира на мандрите во Шарпланина. Каде што има овци и овчари, има и кучиња. Со Илија и Кокаров разговараме за македонското овчарско куче Караман. Што значи да се има вакво куче, ваква автохтона сорта, каков чувар е, каква е неговата историја и неговата иднина. Деновите на кариера ќе се случат идната недела на Факултетот за земјоделски науки и храна, а на оваа тема, односно најава за она што ќе се случува, ќе ни даде професор доктор Ивана Јанеска Стаменковска од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Како што гледате, богата и динамична ќе биде оваа емисија, како и сите претходни, а мене ми останува срдечно да ви се заблагодарам за гледаноста. Измеривме просек од 2000 луѓе гледаност во текот додека се емитува емисијата на лайвстрим и додека оди во етер, бидејќи ова е единствена емисија што оди во живо, а е посветена на земјоделието. Благодарност за гледаноста, која се надевам ќе расте, и благодарност за сета поддршка и сите пораки што ги добивам од вас. Вие бидете слободни да се јавувате, да прашувате, а имате повеќе начини да не гледате. На страницата Градината на Филип, на страницата на Радио Пела, во етер 96,8 на радиофреквенцијата, одложено да не гледате на YouTube и на балканските XU радиомрежи. Доволни повеќе од доволни можности да не гледате и да уживате, како што ние уживаме да подготвиме убави содржини и да се дружиме заедно со вас. Градинарски поздрав, Градината на Филип од 17 до 19 часот на Радио Пела. Радио Пела.
Честит празник, Свети Климент Охридски, на сите што не слушаат и гледаат во денешното издание на Градината на Филип. Имаме многу соговорници и многу теми како што можевте да слушнете во најавата, меѓутоа главната носечка тема ни е овците, овчарството, производството на производи од овчо млеко. За почеток во рубриката во Градината има само љубов, ќе позборуваме за јапонското јаболко. Значи, јапонското јаболко не само што во голем дел се користи веќе се почесто во исхраната, туку и се произведува, односно се одгледува и во нашите подрачја. Еве да кажеме малку нешто повеќе за одгледувањето на јапонското јаболко. Јапонското јаболко потекнува од Кина и за почеток да разрешиме една дилема. Јапонското јаболко и нашето јаболко немаат врска во однос на растителното семејство. Значи, јаболката кои си ги користиме со години наназад во нашата исхрана не се поврзани со јапонското јаболко. Не припаѓаат на иста фамилија. Јапонското јаболко потекнува од Кина, каде се одгледува повеќе од 2 милениуми. Пристигнува на европскиот континент од Јапонија дури во 19 век, се здобива со голема популарност, па од тука го добива и името јапонско јаболко. Ова овошје е специфично по многу карактеристики, но она пошто многу се истакнува е тоа што е многу отпорно на штетниците и секако уште една карактеристика која сигурно веќе ја знаете, дека се бере по првите мразови. Токму затоа, кога лисијата ќе паднат, а остануваат само портокаловите плодови, оние што имаат садници знаат дека плодовите портокалови на јапонското јаболко изгледаат како лампиони во градината. Како се одгледува? Инаку станува збор за листопадно и долговечно дрво, кое бара пропустлива и разровка на почва, соодветна е pH вредноста од 6,5 до 7,5 pH, односно потребна е, значи, некој тука да се движи киселоста на почвата и секако да биде пропустлива, односно добро дренирана почва. Може да се сади во март како садник, како дрво, но во текот на мај и јуни почнува да цвета, зрее на есен и како што рековме се бере во првите мразеви. Плодовите не секогаш зреат во исто време, заради опфатеноста на дрвото со сонцето, видот и временските услови и секако други фактори кои влијаат зависно од какви температури имаме во периодот кога јапонското јаболко треба да зрее. Ова дрво може да порасне 5 до 10 метри, со цврсти листови кои се зашилени и прилично имаат една темно-зелена боја која исто така дава една посебна декоративност додека листовите ги имаме на гранките. Понатаму, цветовите имаат околу 4 ливчиња, имаат диаметар од 2 до 2,5 см. Крошната е со кружна форма, обезбедува добра сенка и секако, како што реков, прилично декоративно изгледа. Јапонското јаболко бара поголема количина на вода, што тоа значи дека ќе треба да го наводнуваме што почесто, особено ако станува збор за младо дрво. Наводнувањето обезбедува сочност и големина на овошјето, а посилна суша може да предизвика предвремено паѓање на листот или плодот. Треба да внимаваме сепак почвата да не биде премногу влажна, особено во текот на зимските месеци, кога заради големите количини на вода може да дојде до измрзнување на коренот. Ова растение е исклучително погодно за органско производство, затоа што, како што реков, не го напаѓаат штетници, а исто така може да издржи многу ниски температури од минус 18 до минус 18 степени. Кога се сади, треба да избереме сончева јужна позиција, каде што ќе биде заштитено од ветрот, бидејќи како растение е чувствително на силни ветришта, особено северни, односно студени ветрови. Режење, односно кроење, кастрење е потребно додека растението е мало и младо, бидејќи плодовите што се наоѓаат на врвовите на гранките поради нивната големина се прилично тешки и можат да предизвикаат кршење на гранките.
содржи доста важни нутритивни вредности и токму затоа се почесто го има и на македонските трпези. Се истакнува особено со количините на С витамин и препорачлива е неговата употреба во текот на зимските месеци како начин да се заштитиме од настинки и болести. Секако не содржи масти, богато е со антиоксиданси, калциум, фосфор, железо, калиум и витамин А. Исто така има благотворно влијание врз дигестивниот систем и влијае стимулирачки врз варењето на храната. Се користи како свежо овошје со излупена кора или како сушено или варено. Обично, бидејќи внатре содржината е мека, се јаде со лажица, а освен во исхраната, јапонското јаболко наоѓа улога и во козметичката индустрија. Тоа, вака накратко би било се за јапонското јаболко. Ние слушаме музика малку и веќе полека се подготвуваме за нашата прва гостинка. Прва наша гостинка е Јасмина Котевска, која успева, таа ќе ни каже како, да направи спој меѓу историјата на уметноста, бидејќи по професија историчар на уметност, но и во животната улога на сточар, односно одгледувач на овци. Наскоро во градината на Филип разговараме со Јасмина Котевска од Демирхисарско Суводол. Јас сум Доне и тука сум пред продавницата од живинарската фарма Долнени кај плоштадот Титар Пео. А таму има свежи, економични и, што е најважно, пресни тазе јајца. Супер цена без никаква дилема за престојните празници. Различни по големина, а ќе си направите вкусна торта и сладки. А потоа ќе знаете дека сте ги одбрали најдобрите јајца со врвен квалитет. Овие здрави и квалитетни јајца се секогаш пред вас во продавницата во центарот на Прилеп. Со изборот на јајца од живинарската фарма Долнени, создајте вкусен кулинарски свет каде главно место на трпезата ќе земат вашите специјалитети, направени од секогаш свежите јајца од живинарска фарма Долнени. Да, добро слушнавте, од фарма до трпеза. Среќни празници ви посакува живинарска фарма Долнени. Овци ми се
Денеска имаме многу гости и со сите такви се условите ќе разговараме телефонски, меѓутоа тоа нема да влијае на квалитетот на оно што ќе го споделиме со вас како наши гледачи и слушатели, затоа што од друга страна па обезбедивме доволно фотографии што и сликовито за оние што гледаат ќе пренесат оно што сакаме со збор да го кажеме. Реков дека носител на денешната емисија е темата поврзана со овчарството. Имаме една интересна соговорничка затоа што прави спој и на еден поинаков начин и со поинаков пристап го доживува овчарството, сточарството, живењето во село, во рурална средина. Тоа е историчарката на уметност Јасмина Котевска од Суводол Демирхисарско. Јасмина, добро вечер и добро ни дојде во градината на Филип. Добра вечер, Филип. Ти благодарам за тоа што ме покани да бидам твој гостин. Би сакала воедно да му посакам добра вечер на твоите гледачи и слушатели на Радио Пела. Благодариме. Навистина со задоволство ги следат овие емисии, добивам коментари и мило ми е што еве подолго време се договараме и еве се создаде едноставно прилика да бидеш наш гостин. Так. Како е прво сега времето во Суводол, како сега се справувате во предпоставувам малку отежнати услови? Па времето со оглед на тоа што нели сме почеток на зима, ладно, но добро е, нели нема снег, се уште сме активни, овците се на пасиште, излегуваат. Времето е добро, со оглед на тоа, нели, за кој период станува збор. Дали има малку снег како што се слушнавме пред некој ден или се стопи снегот? На планинскиот масив тој малку повисок е, на планинските масиви наоколу, пошто Суводол е некако како во котлина, има снег, да. Но во самото село и околината на Демирхисар, на општината, немаме снег во моментов. Имавме еден ден, краткотрајно беше тоа. Така. Да ја почнеме твојата приказна, бидејќи е навистина интересна, инспиративна и впечатлива. Еден историчар на уметност кој прави на еден начин спој. Како падна одлуката, односно како историчарката на уметност се снајде во улогата на сточар, на пастир? На сточар? Епа, тоа е сплет на судбината, нели? Не секогаш во животот кога нешто сакаме да правиме, ни е предодредено да биде, нели? Во суштина потекнувам од семејство кое традиција му е, на кое традиција му е одгледување на овци. И сум имала контакт, нели, со како средношколесна, факултет, малечка, со контакт со животните, но никогаш не сум размислувала, нити сум имала некоја визија дека јас еден ден ќе се занимавам токму со таа работа, нели? 7 години еве активно работам на фарма. Должностите мои главно се хранење на јагнињата, чистење на фарма, помагање околу собирање на нели храна за во зима, но не е моја обврска пасењето на овци. Тоа се уште не сам го имам испробано, но се уште не го имам совладано. Така. Искрено, да. Па оние на околности, нели, со оглед на нели немање работни позиции, па се наоѓаш нели во една ситуација каде што нешто мораш да работиш за да живееш, нели? И тоа е. Мене ме интересира дали кога нели дојде ситуацијата да се занимаваш, дали постоеше благост во прифаќањето или можеби отпор? Па вака, кај мене беше не е тоа дали јас сакам или не кем, него едноставно мораше така да биде. Так. Мораше да ги превземам тие обврски. Так. И сега нормално кога ти е нешто ново на почеток, не го разбираш, не го знаеш, се обидуваш да научиш, има некоја тежина. Но постепено, нели, како ги совладуваш работите и стекнуваш некое искуство, станува се полесно и полесно. Но тука би сакала да нагласам дека
како да кажам, работата со животни, односно чувањето на стока, не е лесна работа. Си има своја тежина. Значи, кога зборуваме дека тоа, кога би рекла дека тоа е се супер, да, од еден аспект, но од друга страна, самата работа си има и своји недостатоци. Нели, немањето слободно време, немањето слободен викенд, немањето годишен одмор, затоа што нели животните си сакаат да бидеш постојано со нив, тоа се како деца, така. Да, Тоа нема... е можеби недостатокот во Так. целокупната работа. А кои се предностите што еве ти ги чувствуваш веќе сите овие 7 години, што не се малку? Вака, лично за себе можам тука да кажам. Така. Бидејќи не знам кај секој претпоставуваме различно, за себе лично, овие изминати 7 години ги согледувам како подобрување на мојата личност. Значи, нештото што мене ми остава впечаток и што го гледам во овие изминати 7 години како се развива, тоа е љубовта. Сега тоа е некој универзално чувство на љубов, кое што во мене се инициира кроз работата со животните. Чувството да бидеш во склад со универзумот. Значи, ова не се константно. Дека јас сум константно во склад со универзумот, нели си, имам и јас своји недостатоци, но работата на фарма, дружењето со животници, дали тоа се овци, јагниња, кучиња, мачиња, кои што претходно нели сум ги имала како миленичиња. Ми овозможи не да постанам подобра личност, него да се согледам себе си натрешно. Во тој контекст. Спомна еден многу важен поим љубов, иако животните не поучуваат на тоа, а некако сите трагаме, бараме да ја оствариме таа љубов која е чинител најголем на човечката среќа. Зборувам за љубовта во универзалната смисла на зборот. Значи, сепак тоа е еден многу убав начин да се насочиме кон она што сите некако го бараме. Точно така, да. Би сакал малку да ни го опишеш твојот ден, да ни го опишеш твоето стадо, постапките, како функционира сето тоа, бидејќи оваа емисија, иако е наменета односно обработува земјоделски теми, се повеќе ја гледаат луѓе кои ги интересира, меѓутоа не се сите сточари, не се сите производители и затоа да им представиме една слика појасна. Така. Епа вака, јас и нели претходно сега спомнав дека воопшто не е лесна оваа работа. Така. Главно тука е проблемот немањето време. Нели, како и секое утро се будиш и додека си ги завршуваш некои своји домашни обврски, треба да им посветиш внимание на животните. Значи, ако имате јагниња, треба да ги нахраните. Па овците треба нели да се спремаат, да се пуштат на пасиште, па нели во зимски услови и да им наместиш за јадење во јасли, без разлика што излегуваат на пасиште. Во летен период треба да им собереш храна, нели? Секојдневно имаш. Еве, например, јас конкретно си имам точно определено време кога ги хранам јагнињата. Значи тоа, ајде, некои си 9 часот наутро со 3 часот попладне или 4 во зависност од временскиот период, тоест од месеците кога се. Си имам некои своји обврски. Нели треба да им однесам зоб, па да им однесам вода, па да им ставам сено, па тоа, нели? Си има своја одговорност околу тоа. Не е токму тоа кога го кажав сега одговорност, токму таа работа со нив исто така во мене го инициира чувството за одговорност. Так. Прочитав една твоја констатација дека не секогаш големото стадо значи така. Поголем приход. Така, твоето стадо брои 100 овци. 100 овци во моментот, и колку е тоа одржливо, доволно, во зависност од она што бара човек од својот живот? Така. Вака, ние на почеток, значи, пред 7 години имавме период кога имавме и 220 опции, нели се намалуваше на 180, 150 и во моментот имаме 100.
Инаку, туваме овци кои што се типично македонска сорта праменка со Винтерберг Така. мелези. И ние конкретно сме насочени кон производство на јагне, не сме насочени кон производство на сирење. Нели самите овци, самата сорта, нели како се измелезени, одат на тој принос на месо, не се млечни овци. И имаме годишно овците се јагнат по 2 пати, што значи дека ние во теков на целава година имаме јагниња. Можеби не се од еднаш 100, но имаме 20 сега, па на период 20, па 30, па 50, нели? Така. И кога сме имале 150, и кога сме имале 200, горе-долу бројката била тука, затоа што не сите во ист момент ке останат јагни, нели? Так. Може поголем дел да ги чуваш па да немаш никаков приход, нели само ги пасиш, а вака кога имаш за нашите услови во Суодол, каде што живеам јас, од 100 до 150 овци е солидна бројка за, нели, да имаш и некаков, ајде да кажеме, профит, па да живееш од нешто, да не си во загуба. Така. А тоа е единствен извор на екзистенција за тебе и за семејството, така? Да, во моментов да. Никој так. не е вработен, ова ни е единствениот извор на екзистенција. И мислам, досадно здодевно прашање, може ли да се опстои? Може, секако дека може. Така. Може да се опстои, само се бара да бидеш упорен, нели, посветен, да работиш, да имаш одговорност во секој случај. Сега, ти како историчар на уметност и додека телефонски разговаравме, нели констатиравме друг е погледот на дружбата со природата, на еден човек што ја разбира уметноста, поинаку ја доживува, а баш денови еве кога се одбележуваат големи датуми на Блаже Конески, на Кочо Рацин, гледам дека и во светот на литературата сите големи уметници имале посебен однос кон природата. Така и со ликовните уметници, например, јас сум влюбеник во импресионизмот, како правец, и таму доминираат тие мотиви од природата. Ти успеваш да направиш спој, па запознај малку со Небо. Што представува Небо, какви активности има и колку Небо помага на развојот на културата во една рурална средина? Така, па вака Небо, Центарот за креативни индустрија Небо е здружение за промоција на култура и уметност. Го формиравме во 2018 година со еден мој драг пријател и колега Стефан Шашков. Тоа беше период, нели, кога Демир Хисар во 2018 беше носител на манифестацијата Град на култура. Така. И именно ние покрај тоа што општината беше носител, позади реализацијата на проектот стоевме јас и колегата, односно Небо. Па така, од таа 2018 наам започнаа нашите активности. Сега не ме зема и за збор, може би имаме околу 10-15 проекти реализирано. Така. Од кои што, еден поуспешен би го спомнала, мене кој што ми е посебно драг, е проектот Многу луѓе, многу погледи. Тоа беше приказна проект, прогласена за едно од 10 најдобри приказни за европското културно наследство од 2019 од страна на Советот на Европа и Европската комисија. И што е наинтересно? Наинтересно е што главните раскажувачи на приказната беа 5 лица хоспитализирани во психијатриската болница во Демир Хисар. И воедно имавме прилика истите тие лица да имаат родневно доживување на Охрид и на културното наследство, и потоа нивните фотообјективи понатаму низ една сликарска работилница да го споделат културното наследство лоцирано во градот Охрид. Па така имавме изложби на сработеното што го имавме од проектот, и тоа мене лично ми беше интересен проект, бидејќи беше интересна група, посебно драга за мене. Така како поинтересен, и на кој минатата година имавме ајде да го наречем малечок фестивал проект, во кој што имаше и литература, и
сликарство и работилница. Така, главно работиме работилници, имаме изложби, организираме нели музички настани. Сето тоа во Демир Хисар, главно во Домот на култура, активностите ни беа концентрирани, но летово имавме и во библиотеката во селото Бабино, филмски проекции во околните села и именно сакам во иднина да продолжам таа практика на децентрализација на културата, да биде повеќе застапена во руралните средини, значи во селата. Место луѓето од околните села да доаѓаат во Демир Хисар или во Центарот за културата, имаат прилика во нивното место да погледнат изложба, да погледнат и филм, да имаат и некој поетски настан. Тоа ми е една идеја понатаму што сакам да ја применам. Како да досега жителите на руралните средини, што предпоставувам биле присутни да дел од вашите настани, какви се нивните реакции? Дали се успева да се поттикне кај нив интересот, затоа што голем дел од нив или ретко или никогаш немале можност да бидат присутни на такви збеднувања? Так. Па вака, главно во руралните средини имаме филмски проекции реализирано. Така. Учесници, односно нели посетители биле помлада генерација деца. Така. И можам да кажам дека имаше доста интереси од страна нели ете им носиш нешто во самото место, па доживување тоа да се гледа нели проектиравме на зидови на куќи, нели филмовите, им беше интересно. Кај мене тоа, кога гледам дека има интереси, дека на публиката е интересно, има чувство на задоволство. Како да ти го објаснам тоа, нели? Разбирам. Успешно. Так. Да, има успешност во тоа што тука има насмеани лица, на некој нешто му се допаднало. Тоа најмногу ме радува, нели? Знаете, ние сме малечко место, културата, сега да зборуваме за култура во Демир Хисар, не знам што би се кажало кога на национално ниво некако тоа ни оди на страна. Луѓето не се запознаени, значи немаат искуство, не се случувале некакви големи настани, така да Демир Хисар град на култура му беше прв поголем настан во кој што искрено може да видат уметниците кои што беа вклучени, сепак се имја на македонската сцена, без разлика дали беше музичка или ликовна, или нели станува збор од книжевноста, и мислам дека можеби после 10-15 години кога некој ќе размисли кој се бил во Демир Хисар, кој изложувал, навистина е значајно. Но ќе оставиме на времето, нели? Ќе оставиме на времето. Каква е твојата лична визија како човек што прави спој меѓу две навидумне спојви области? Од една страна сточарството, овчарството, од друга страна ликовната уметност. Што натаму? Каква е твојата визија? Ќе обстои ли селото? Ќе обстои ли сточарството? Има ли можности да се развива и на крајот секако да се развие и културата и уметноста во таквите средини? Така, за културата дека има можности да се развива, има можности да се развива. Пред се тоа нели не зависи само од небо, зависи од повеќе фактори, нели? Од друга страна исто така зависи од миграцијата на младите луѓе од општината и од локалните села, нели во поголемите градови. Со тоа што треба да се има некоја подобра стратегија на зачувување на младите и тоа задржување на младите тука. И тоа е едно од нашите цели, нели нешто да им покажеме поразлично до нешто го има. Додека за сточарството, да бидам искрена, сточарството дали е одгледување на овци или крави на територијата на општина Демир Хисар е во изумирање. Во моево село, значи ние во моментов сме две семејства кои што имаме две булучиња на овци од по 150 овци. Додека некогаш ги имало многу повеќе. Така, за крај. Јас се сеќавам како крави има една фарма, односно има две фарми со крави, мал број. Едните имаат крави, а другите одгледуваат телиња, нели за продавање. Тоа баш не можам да кажам дека е она типично фармерство на нели на одгледување на говеда. Така да јас се сеќавам кога бев помалечка, секоја куќа во селото имаше по една или две
крави и сите заедно секојдневно ги истеруваа на пасење на локалните ридови и тоа навистина беше интересно. Сега не можеш крава да видиш по субодо. За крај, бидејќи е таква ситуацијата, ти како интелектуалец и како човек што отворено ги согледува работите, што треба да се преземе за враќањето на сточарството во тие краишта? Како да ви се помогне вам, за да имате желба да продолжите, но и да се јават нови луѓе што би одгледувале? Вака, знаеш, тоа јас најпрво би рекла дека зголемување на цената на производот е во овие моменти најбитна, затоа што цената и на сирењето и на месото со оглед на во моментов нови поскапувања што имаме е прилично мала. Значи имаме големи трошоци, а не добиваме онолку колку што не ни се вреднува трудот. Може би како да кажам, зголемување на субвенциите, но и некаков договор или некаква гаранција од страна на државата во која што ќе има извоз на јагнешко месо, пак има загарантирана цена или ќе има, не знам. Тука тие односи треба помеѓу државата да се ги регулира за ние да можеме да продолжиме да го работиме се во ова. И можеби на младите луѓе кои што сакаат да се занимаваат со сточарство, да им се дадат услови и некакви кредити или помош за започнување на сопствени бизниси од таа страна. Бидејќи нудиш и еден друг момент, да не го изоставиме, тоа е туризмот, начин да на луѓето да те посетат и да видат како сето тоа се развива. Јас искрено имам желба да го сторам тоа, па така во живо да се дружиме и да правиме некоја поетско-музичка седенка. Значи, Јасмина е дел од накусот и канежи. Автентични искуства, да. Значи, дел сум од платформата за автентични искуства, конкретно со понуда на значи како понуда е пасење на овци и посета на фарма. Се разбира, може да има во зависност од интересот на гостите или на гостинот, како и да е. Може да има престојна фарма, тоа може да се спие со самите животни, но не е со нив во местото кај што тие седат, него тоа е на вториот спрат каде што се чува сеното. И тоа е тоа е доста интересно, посебно во периодот од месеците мај, кога разни билки и поливадите цветаат, овците кога ги пасат, и потоа кога ја преживуваат храната, ги испуштаат тие мириси и тој што е над нив, што има прилика да престојува, ги вдишува баш тие лековити, како да кажам, тој лекови соединенија некои кои се испуштаат. Кој што е добро за луѓе, мислам, за луѓе кои што имаат проблем со плуќе и бели дробови, е лековито, и ова не е нешто што јас сум го смислила, него тоа е стар македонски начин кој што се практикувал од нашите дедовци, прадедовци. Јасмина, јас многу ти благодарам за разговорот. Еве ќе упатам порака до оние што не гледа и слуша дека преку социјалните мрежи можат да најдат и за Центарот Небо, да те контактираат и тебе преку страницата на Genuine Experience, да ги најдат опциите за да те посетат како туристи. Ти благодарам многу, посакувам успех во сето она што го правиш и стадото да е здраво, живо и среќно заедно со сите жители. Ти благодарам, Филип, јас за поканата, ми беше чест и посебно и навистина ми е драго што бев твој гостин. Поздрав од мене и секако од моите пријатели тука и животинките. Се најубаво и до следно слушање и видување. Почитувани, благодарам, почитувани слушатели и гледачи, правиме мала пауза и продолжуваме со другите гости и другите информации.
Се за вашиот дом, се за празниците. Пазарете во Стибера Ексклузив Хоум Центар Прилеп наспроти Цепенков. Среќни новогодишни и божични празници ви посакува Стибера Ексклузив Хоум Центар. Телефон 075 237 212. Zoro moja rumena, duše zaljubena. Zoro moja rumena, ptica sam izgubena. Ljubi, ljubi, zaljubi, srce da gi razbudi, tvoji te tajni ljubavi. Ljubi, ljubi, zaljubi, duša ke se otvori, srce ke ti odgovori. Duša ke se otvori, srce ke ti odgovori. Srce ke ti odgovori. Srce ke ti odgovori. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода и производство на струја, системи за централно грејење и климатизација на вашиот дом, со сервисирање и гаранција од 7 години. Ваш партнер за топол дом. Без Солар Крушево. Телефон 071 369 673. Ваш партнер за топол дом. Следната седмица на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје се случуваат деновите на кариера. Токму затоа
Ја имаме во живо професор доктор Ивана Јанеска Стаменковска, продекан за меѓународна соработка и финансии, која ќе не покани и ќе ни каже што идната седмица ќе се случува токму на Факултетот за земјоделски науки и храна. Професорке, добро вечер и добре дојдовте во градината на Филип. Добро вечер, Филип. Добро вечер до сите слушатели на Радио Апела. Најпрвин во име на деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Векослав Танасковиќ, во име на продеканите, во мое лично име, сакам да се заблагодарам на градината на Филип за можноста да учествуваме во вашата емисија и да ги најавиме деновите на кариера кои што ќе се случуваат следната недела, како што кажавте, на нашиот факултет. Благодариме и ние се радуваме што сте наши гости и кажете ни поточно, бидејќи неколку дена се случува, што опфаќаат сите тие активности што ќе ги имате наредната седмица. Така. Вака, значи, нашиот факултет традиционално организира настани кои што имаат за цел да ги поврзат академската заедница и стопанството. Години наназад, по повод годишнината на факултетот, се организира еден настан кој што се нарекува Факултет стопанство. Оваа година, по повод 74 години постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ќе организираме всушност една серија на 4 последователни настани. Тие ќе бидат организирани во периодот од 13 декември, значи од понеделник, до 16 декември 2021 година до четвртак. Настаните се под називот Денови на кариера, а се поддржани од програмата за зголемување на пазарната вработливост име, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Сега видиме 4 последователни настани. Што се всушност тие? Традиционално, годишнината на факултетот ја одбележуваме со свечена седница на Наставно-научниот совет на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, која што оваа година ќе се одржи на денот на роденденот 16 декември, односно тоа е во четврток. Меѓутоа, непосредно пред самата свечена седница, под мотото "Запознај го својот иден вработен работодавец", ќе се организира кариерен ден. Овој кариерен ден ќе се одржи на 15 декември, значи тоа е во среда, и има за цел да ги поврзе студентите со нивните потенцијални вработувачи. Самиот кариерен ден всушност се состои од два дела. Има директна средба студент-работодавец, кој што ќе се реализира по патно организиран саем на кариера во аулата на Факултетот за земјоделски науки и храна, но истовремено на овој ден ќе се поврзат и главните чинители од бизнес секторот и институциите со факултетот на една панел дискусија, каде што ќе може да се согледаат потребите на бизнес заедницата и на институциите и можностите секако за прилагодување на студиските програми, практиканството, можностите за вработување. Сега, третиот настан во серијата настани е всушност една работилница која што има за цел да ги подготви студентите да ги надградат своите вештини и своите капацитети кои што им се неопходни во тој процес на планирање на кариерата и барање работа. Оваа работилница ќе се одржи на 13 декември, тоа е во понеделник, под мотото "Подготви се, вработи се". И четвртиот настан во таа серија на настани на Денови на кариера е традиционалната смотра на студентски трудови, која што ќе се одржи на 14 декември, тоа ќе биде во вторник, под мотото "Науката моја супер моќ". Значи, од понеделник, почнувајќи со работилницата за студентите, до четврток со свечената седница на Наставно-научниот совет се организираат деновите на кариера на нашиот факултет. Професорке, да кажеме за кого се отворени, дали се отворени за широката јавност сите овие настани или стриктно имаме определени групи кои имаат можност да ги проследат? Вака, значи, настаните се всушност отворени за сите главни чинители во земјоделско-прехранбениот сектор. Кога велам главните чинители, мислиме секако тука на студентите, кои што се идната високо квалификувана работна сила. Тука е академската заедница, но тука се и представниците од бизнес секторот и секако од институциите, меѓународните
донатори, невладиниот сектор, значи представници на федерации на фармери, здруженија, мрежата за рурален развој. Значи, буквално сакаме преку овие денови на кариера или поточно, значи главниот кариерен ден, тоа е 15 декември, значи средата, буквално сакаме да ги поврземе сите овие чинители, се со цел да може практично да се согледаат или можностите за вработување и практиканство на младите земјоделски инженери, но од друга страна и потребите на пазарот на трудот. Заради состојбата со пандемијата, значи јас напоменав дека настанот ќе се организира на Факултетот за земјоделски науки и храна. Меѓутоа, заради состојбата со пандемијата и протоколите кои што се наметнати, нели ковид протоколите заради пандемијата, сепак нели бројот е ограничен и затоа даваме можност настаните да може да се следат и онлайн, зашто веќе се креирани линкови и сите заинтересирани ќе можат нели да се приклучат на линковите и дополнително значи да учествуваат на тој начин. Така да сакаме буквално на овој ден да ги поврземе сите главни чинители во секторот, затоа што само заеднички, со заедничка и интегрирана соработка можеме нели да придонесеме кон развојот на земјоделско-прехранбениот сектор. Мислам дека убаво го представивме настанот, со тоа упатуваме покана до сите оние кои што на кои се однесуваат сите тие настани за идната седмица. Значи сето ова се случува во рамките на денови на кариера од 13 до 16 декември 2021 на Факултетот за земјоделски науки и храна, со можност да проследат и онлайн заради сите оние мерки и протоколи. За крај, вие како продекан за меѓународна соработка и финансии, бидејќи на 16 декември факултетот одбележува 74 години од постоењето, ве прашувам каква е визијата, во кој правец се залагањата за натамошниот развој на оваа наша значајна и најстара институција од областа на земјоделието, факултетот како еден од основачите на нашиот универзитет, на нашиот најстар универзитет, што натаму, накаде се движи науката во однос на земјоделието, што ќе се случува, што ќе се променува за идните студенти и за секако поквалитетен кадар, што е главна цел на факултетот. Така е, Филип. Значи, наш предизвик е всушност што повеќе млади да го препознаат значењето на оваа професија. Затоа и секојдневно всушност работиме на едукација на населението. Свесни сме дека производството на здрава и безбедна храна всушност започнува од производството на здрави и безбедни примерни земјоделски производи, а тука е и нивната преработка, заштитата на животната средина, значи ова е еден предизвик со кој што се соочува целата заедница. Сега Факултетот за земјоделски науки и храна тука игра огромна улога, но истовремено има и голема одговорност пред целото општество. Па затоа и нашата цел е всушност да сме константно активни во научно-истражувачката дејност и да ги вклучуваме нашите студенти во сите истражувања, како лабораториски, така и теренски. Добиените резултати ќе представуваат една база за стопанството и секако база за справување на човештвото со сите проблеми кои што се јавуваат како резултат на климатските промени, потребите на храна, потребите за вода. Бизнес заедницата, тука секако очекуваме дека ќе го препознае квалитетот на нашите студенти и само заеднички ќе можеме да ги мотивираме младите нели да влезат во овој сектор. Професорке, многу ви благодарам за одвоеното време и за се оно што го кажавте, го упативте. Поздрав до мојот факултет, поздрав до вас и честитки за значајниот јубилеј, а се надевам дека наредната недела ќе имам можност да дојдам и во живо да се дружиме и да уживаме во сите настани и да научиме она што ќе биде презентирано и да создадеме секако контакти, соработки за нештата да се движат напред. Ви посакувам пријатна вечер и благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и јас многу во име на целиот факултет, ве поздравувам во име на сите колеги и секако ве очекуваме следната недела, ќе ни биде на вистина чест и задоволство да присуствувате на деновите на кариера. Ви благодарам. Секој добро. Секој добро.
На вашата трпеза секогаш нека бидат производите од Трио 95. Утрово испечете го највкусното лиснато тесто и лиснати погачици од Трио 95 и уживајте во домашната среќа. Направете руска салата, комбинирајте со било кој суомеснат или млечен производ, завземете удобна позиција во фотелјата и уживајте со кифличките на Трио 95. А за вкусен десерт семејството изненадете го со пита или баклава, направена од корите од Трио 95. Сега загрејте ја рерната и испечете ја највкусната пица по ваш вкус или тесто за пица од Трио 95 и заедно прославете ги празниците. Трио 95 и за време на новогодишните и божитните празници, ваш верен пријател на домот. Добар апетит! Бидете сигурни и безбедни во вашиот дом со безбедносните системи на Трајмар Прилеп. Заштитете го вашиот дом со безбедносните системи на Трајмар Прилеп. За сигурен дом побарајте ли на телефон 071 278 205. Безбедносни системи Трајмар Прилеп. Безбедносни системи Трајмар Прилеп ви посакуваат безбедни и среќни празници.
Нашиот следен гостин е Симе Софрониевски од Мандра Софрониевски, мој колега од Факултетот за земјоделски науки и храна, човек кој заедно со семејството плете една можеби макотрпна и тешка, но и успешна приказна во однос на овчарството, производството на производи од овчо млеко. Симе, добро вечер и добре дојде во градината на Филип. Добро вечер, Филип. Добро ве најдов. Голем поздрав до слушателите на Тела радио. Ти благодарам. Овој начин на кој вие одгледувате овци, всушност станува збор за традиционален начин на одгледување на овците во трла кои се наоѓаат во Нашар планина, па ајде малце опиши ни го целото тоа функционирање, мандрите, трлата и сето она што значи да се има, кажи ни за твоето стадо, се разбира колку овци има, како сето тоа функционира. Така. Као за почеток, ние се занимаваме со овчарство више трета или четврта генерација. Така да ова е како и на почетокот кој што напомена при најавата, дека традиционално производство на овчи производи, тоа е претежно се рачуна како полуномадско одгледување на овци. Тоа се претежно во летниот период овците се напатуваат во пасиштата на Сара. Тоа е поточно во Мавровскиот крај. А зимскиот период се носат премја Свети Николски или Овцеполието на потоплите краи. Така. Конкретно околу целото производство, мандра, мислам да слушателите дека дел е познато, може дел не е познато, но мандра представува објект каде што се произведуваат млечни производи, претежно од животинско потекло. Тоа станува збор за сирења, кашкавали, урди и кајмаци, такви работи што може да се произведе на традиционален начин. Мандрите се претежно не се големи објекти, зависно од потребата, така се изработуваат и мандрите. А Симе, дали мандрите се наоѓаат непосредно околу трлата или се наоѓаат на други локации? Да. Тоа се објекти кои се градат поред трлата на овците, поред бачилото на овците, каде што се произведуваат и директно, значи, свежото млеко што се добива од овците, така се произведуваат кашкавалите и сирењата во мандрата или во објектот кај. Вие сте познати по исклучително квалитетните производи. Кажи ни, бидејќи сте насочени кон млекото, претпоставувам, или и млекото и јагнето, да ни кажеш околу тоа и кои производи од млеко се произведуваат во вашата мандра? Мандрата ние произведуваме претежно сирења и кашкавали, нешто ситен дел од тоа се произведуваат и кисела млека, малку кајмак. Кашкавалите, технологиите се знаат претежно, технологиите кои се за кашкавал, што се тие се доста стари занаети, што викаат. Не е класичниот млекарски систем на производство, туку е мало поразличен од млекарскиот систем, тој што се произведува во мандрата. Конкретно за јагнето се е во периодот од зимскиот период, тогаш е делот на производството на јагнето од 15 јануар до крајот на февруар. Тој период ни е еден од најтешките периоди во годината, кога ги очекуваме младите јагниња да дојдат на свет и грижата околу нив. Јагнето пропододи само од април за мај, се претежно за великденските празници, тогаш се произведуваат и се дават за колење, за надвор, за извоз во странство и така.
Каков е пласманот на производите? Дали бидејќи станува збор за прилично фарма со голем број на овци, ти ми рече околу 2000 овци имате, Да, околу 2000 грла овци. така? Пласманот на сирењето на млечните производи претежно е внатре во државата, тука во Македонија. Тоа што се произведува од млечниот дел се продава и тука, на домашен пазар. А останатиот дел, месо, јагнето конкретно се дават производи за европските пазари, тоа е за Хрватска, за Италија, за Грција. Имаше последните неколку години имаше и за скандинавските земји горе во Норвешка и Данска. Така да тој дел не е толку проблематичен колку што се е по проблематичен делот со сирењето и кашкавалот, бидејќи големи количини кај нас ретко се производството на големи количини не може да се направат, да се продадат лесно. Така. Бидејќи Радио Пела претежно пелагонискиот регион го опфаќа, како доколку луѓе кои се заинтересирани, дали пласман имате во овој дел или како луѓето би дошле до вашите производи? Па, ние имаме реклама, претежно на социјалните мрежи рекламите одат. Продажбата на сирењето и на кашкавалите оди преку со директна достава наша. Така. Имаме и по карго праќаме помали количини, но претежно по големите количини кои се за продавање или кога се прави договор тука колку треба за Прилепскиот регион, претежно тој дел од таму го држат, имаме објект кој го држи во Кичево и од таму се обезбедува делот за Прилеп, за Битола, за Охрид и така преку Кичево го покриваме тој дел и така. Додека ние зборуваме, течат фотографии од вашите производи и сигурно дека овие фотографии ќе привлечат внимание на оние што не гледаат, но и на оние што не слушаат, бидејќи ова е радио што се гледа, одиме и со лайвстрим. Ти си млад сточар, образован значи со земјоделска наобразба од висок степен на факултетот за земјоделски науки и храна. Како ти се гледаш во оваа приказна со овчарството? Колку си задоволен, кои се твоите визии за натаму во однос на производството, односно одгледувањето овци и производството на млечни производи? Претежно овој дел е дел што е традиционален дел. Затоа го напоменав уште на почетокот тоа дека станува збор за производство или професија која е долги години е во трета генерација, јас сум више четврта генерација со сточарството. Кај нас е тој регион, Мијачкиот регион е доста познат по сточарството. Како се гледам? Па не знам поточно тој дел, често сум го размислувал, но можеле во минатото, во времиња кога не постоеле некои услови да одгледуваат по 10, по 20 илјади грла, а зошто да не денеска не можеме да одгледуваме таа бројка од 2 до 3 илјади грла овци. Мислам дека има напредок, ако се има желба, се има и напредок. Тој дел имат проблеми, реално, секоја професија има проблеми, но проблемите сме тука ние да ги решаваме. Така е. Сепак многу реална слика за оние што се занимаваат и за оние што можеби би сакале да се занимаваат со земјоделие, особено со сточарство. Со овој твој одговор мислам дека даде една реална слика. Ништо не е лесно, меѓутоа нормално ако се сака тоа да се прави. Така е. Следниот мој соговорник е Илија Каров од Друштвото за одгледување и зачувување на овчарското куче Караман.
Затоа, за крај на нашиот разговор ќе те прашам колку кучиња имаш ти, на толкав број на овци, и која раса на кучиња за вас е најдобра за да бидат чувари на стадата? Па како во мината во минатото што била една од најдобрите раси на кучиња била со планинето, така и сега е. Така? Но сега е малку како да го кажам, попаметно и поубаво може да се одбере најдобриот дел од најдобриот ген од нив. Јас имам околу 40 кучиња кои се грижат за стадото тука за тој дел. За чувањето и шарпланинецот не би го дал со ниеден друго куче, така да и караманот го ставам исто во тој дел како добар чувар или добро сточарско куче. Така. А колку овчари, рече значи 40 кучиња, а колку овчари се грижат за тие 2000 овци? 10 луѓе. 10, така. Годинава дали си задоволен, што очекуваме до крајот на оваа година? Сега ќе почне јагнењето наскоро, така? Така, да. Дури почнато е некој така. Мал процент е почнато, но очекуваме како што иде времето, така да се наголемува тој дел на интересен момент е дека во летниот период овците се селат. Кажи ни малку околу тоа накусо. Да, па летниот период некаде од 25 мај до тука до 15 март, јуни, во тој период е претежно преселбата на овците од зимските пасишта, од полските региони на Македонија, претежно на планините. Ние конкретно во Мавровскиот крај одиме, во селото Бродец, тамо се и мандрите и објектот кој тамо се напасуваат овците. Зошто? Се оди поради добрата пашта. Конкретно поради добрата пашта се оди за тамо, бидејќи летниот период доле има голем процент на суша и затоа се бега во планинските региони. Сега следи период на многу работа и ти посакувам пред се добро здравје за да можеш ти со семејството, со сите вклучени во тој процес да се издржат тие работни, да биде плодно. Како се вели, дај Боже што повеќе да се облизнат овците и се надевам дека ќе се видиме и во живо и ќе разговараме за многу повеќе теми. Ти благодарам што беше мој гости. Благодарам, убава вечер, поздрав до слушателите, се гледаме се. Благодарам, се најубаво. Аптека Ирис Кривогаштани. Аптека на која и верувате. За сите видови лекови и лекови на рецепти. За декоративна козметика, за добра и негувана кожа. Додатоци во исхраната, витамини, минерали, гелови за подобро функционирање на имунолошкиот систем. Брзи корона тестови. Се од програмата за бебиња, совети за превенција и љубезни лица. Аптека Ирис Кривогаштани. За нашиот дом. Среќни празници. Сакам без да знае, се заради друг.
Jasaka bez da znaje, jasaka bez da znaje, se zaradi drug, se zaradi drug. Ajde! Otidov da ja baram za nevesta, za nevesta. Ja otidov da ja baram za nevesta, za nevesta. Ja otidov da ja baram, majka ine jada vaše, majka ine jada vaše, se zaradi drug. Ja otidov da ja baram, majka ine jada vaše, majka ine jada vaše, se zaradi drug, se zaradi drug. Ajde! Specijalno za Ložandara. Dojde vreme da ja zemam za nevesta, za nevesta. Dojde vreme da ja zemam za nevesta, za nevesta. Dojde vreme da ja zemam, leg na mome se razbole, leg na mome se razbole, se zaradi drug. Dojde vreme da ja zemam, leg na mome se razbole, leg na mome se razbole, se zaradi drug, se zaradi drug. Jaz pred nego isto solzi v oči te. Kaži, kaži verno libe, koja ljubiš oslen mene. Kaži, kaži verno libe, koja ljubiš oslen mene.
Кајто се овчарите, овците, таму се и трлата, ама таму се и кучињата. Верните чувари на стадата. Токму затоа оваа градина на Филип посветена пред се на овчарството, имавме двајца соговорници кои се занимаваат со овчарство, ја заокружуваме со чуварите на стадата, а тоа се кучињата. Наш гостин е Илија Икокаров, председател на Кинолошкото друштво за македонското овчарско куче Караман. Добро вечер и добре ни дојде во емисијата. Добро вечер и благодарам за поканата и ја поздравувам целата ваша публика која што не слуша во моментот. Ти благодарам. На почеток, ајде да разоткриеме за каква раса на кучиња станува збор, од кога е на овие простори, од каде потекнува, кои се некои основни карактеристики. Пак, македонското овчарско куче Караман потекнува од Македонија и потекнува од нашите планини и низини. Постојат безброј, не би навлегувал во детали, постојат безброј антички траги, артефакти, како сакате може да ги наречете, кои што го потврдуваат животот на ова куче на овие простори. Еве еден интересен податок да споделам со вас, дека логото на нашиот клуб е впрочем детал од преска од Свети Ѓоргија Курбиново од 1191 година. Што значи дека е колку му доаѓа таму? Скоро 1 милениум стара. Тоест древна, стара не знам колку би бил соодветен термин. 98 година е на некој начин започнува новиот завет за караманите, кога браќата Костовски ги симнуваат првите примероци од по планините и се почнува првото селектирано одгледување на карамани, за веќе во 2004 година да се оформи клуб, исто од страна на браќата Костовски. Веќе истата година, 2004 клубот станува редовна членка на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и почнуваат да се организираат првите специјализирани изложби, кои што се уште траат и до ден денес и кои што веќе ги имаат отсудено голем број на реномирани македонски и странски кинолошки студии. Така што мисијата и визијата на клубот се македонското овчарско куче Караман, освен што да ја омасови неговата популација на територијата на Македонија, за која што можеме чисто совестно да потврдиме дека успеавме. Значи, мисијата која што ја прифативме, ја исполнивме, ни останува уште да ја исполниме визијата, а тоа е македонското овчарско куче Караман да биде светски признаена раса во големото семејство на Светската кинолошка федерација ЕФСИАЙ, онаму каде што и впрочем секогаш припаѓало. Во контекст на ова вашиот клуб има доста членови кои одат на изложби, постојано добиваат награди и големи успеси и тука и надвор од државава. Имаме ли податок од прилика колку карамани имаме во државава? И второто подпрашање, колку се користат денес во функција што ја имаат да бидат чувари на овчарските стада? Во однос на бројката, нема да ја откриеме сега, заради тоа што зоотехничката студија за расата е во изработка и ја работат професор доктор Миливој Урочевич и доктор Дарко Дробњак. Од Србија тоа се големи експерти кои што работеа и на стандардизација на турскиот ангал, на неколкуте овчарски романски раси и босанскиот торњак, ако не се лажам, не ме држете за збор. Така што бројката ќе почекаме малку за да изненадиме. Така. Ќе биде објавена во зоотехничката студија, а во однос на изложбите и слично, изложбите кинолошки ги ги подписувам строго од научна гледна точка,
заради тоа што не постои грдо куќа. Тоа е, значи, фарса. Сите куќиња на оваа планета, без разлика расни или не, заслужуваат да бидат сакани, заслужуваат топол дом. Така што јас често на членовите во клубот, тоа не често, туку постојано им велам со самото тоа што вие имате веќе дома Караман, вие сте победници, вие сте успеале во вашиот концепт и во вашата призма да победите све она, тоа е немакедонско и вашата сила на разумот одбрала да чувате нешто што е вас, нешто што од секогаш живело и нешто што припаѓа на ова поднебје. Така што да, изложбите ни се многу важни, но изложбите ни се многу важни од перспектива на тоа што ни помага да го ревидираме фенотипскиот протек на куќињата кои што се во приплодна кондиција. Фактички, оценките на изложбите најмногу ми помагаат првенствено на мене како водител на одгојот на целата територија на Македонија, а следствено и секако на одгледувачите. Зошто? Идеално куќе не постои. Значи, за тоа сите стандарди, оној замислен идеал не е фотографија, туку на сите е цртеж. Сакам да ви кажам дека на убаво куќе човек може да му најде 100 мани, а на лошо куќе може да му најде само една. Не чини. И од таа гледна точка изложбите помагаат многу и се многу пожелни. Што не ми се допаѓа конкретно мене за изложбите, не ми се допаѓа, например, кога одгледувачите од една раса почнуваат да ствараат ривалство само заради резултатите од изложбите. За среќа, ќе повторам, кај нас во клубот, иако е најброен од сите кинолошки друштва и клубови, такво нешто ниту имало се уште, а се надевам дека и покрај нашата обемност нема да се појави ниту во иднина. Во однос на третото прашање, дали се уште има, да, секако дека има и тоа има прилично доста број задоволителна бројка на куќиња кои што се на терен, затоа што нашиот клуб ги третира караманите стратешки поделено во две дивизии, тоа е работната дивизија, теренската и онаа што ја сметаме, некои ја нарекуваат изложбена, сепак е несоодветен термин, тоа е урбаната, заради тоа што Караманот покрај тоа што е безкомпромисен чувар на стадата и на имотите, се покажа дека е од една страна колку што е безкомпромисен и ватрен, од друга страна се покажа како ултранетен и соработлив кога станува збор за деца, за двор и воопшто за послави животни, нели што веќе и претходно го знаевме од него. Така, сега... Петта е бројката, баш тега завршивме пред скоро време со премерите од терен, да бидам искрен, дури од некои региони, како што е Копачијата, бев многу пријатно изненаден колкава бројка има. Исто морам тука да ја спомнам и Дебарца регионот, бев пријатно изненаден колку многу куќиња се во работна релација со теренот. Така. Токму во контекст на она што сега ни го кажавте, кои се најзначајните, најважните карактеристики на оваа раса? Видете, фенотип, стандард на една раса е пакет збир од многу параметри. И сите се подеднакво важни. Не постојат помалку, не постојат повеќе важни. Значи, сите параметри треба да одговествуваат на стандардот на Караманот. Се напоменам само една работа, едно често фреквентно поставувано прашање, се разбира за оние кои што не се многу упатени, тоа е која е разликата со неговиот брат шарпланинецот. Караманот и шарпланинецот потекнуваат од еден генофон, од автохтоните овчарски куќиња од планините од Македонија. Се работи само за обратна стандардизација. Што значи тоа обратна стандардизација? Во процесот на ревитализација и на презервација, кога се почнувало со контролирано одгледување на шарпланинецот конкретно,
Во тоа време се сметале некои работи, кинологијата била под големо влијание, тоа германската кинологија се сметала за најнапредна во светски рамки и некои работи кои што биле примитивна одлика на расата се сметале за непожелни, како посветлото око, функционално надградената грбна линија, увиениот опаш за сметка на тоа нешто пострмни и поотворени агли на задните екстремитети и лупомолосоидната глава. Тоа значи Караманот припаѓа на првата ескија група во секцијата со Маремано, со италијанскиот Маремано и со романскиот Карпатијан, додека Карпланинетот припаѓа на втората ескија група и е неговата глава типичен представник на планинските молости. Што значи не станува збор за иста раса, станува збор за различни раси кои што не смеат меѓу себе да се парат, особено не смеат да се скрстуваат оние веќе изложбени шарпланинци кои што години се раздалечени од теренот и нивната селекција се одвива во дворовите. Така. Вака, ова е малку комплексно прашање, научно прашање, за кое што не би можело туку така да се одговори во овој формат како што ние разговараме сега, но мислам дека на поупатените некако ќе се разбистри повеќе концептот, а оние кои што сакаат да научат повеќе, се разбира секогаш сме тука ние да не пратат на нашата официјална Facebook страница Македонско овчарско куче Караман на кирилица и можат да се информираат за сите овие детали. Благодарам за сите овие информации споделени. Можеби има дел сигурно од оние што не слушаат, а што не слушнале или малку знаат за ова македонско куче. За крај рековме дека кажавме историски, кажавме потекло, за крај што какви се натамошните залагања за иднината на ова куче од страна од ваша страна како клуб, како кинолошко друштво, бидејќи кажавте дека голем дел од оние цели што сте ги зацртале, сте ги постигнале досега, но што може во иднина да се очекува и што треба да се направи? Иднината на македонското овчарско куче Караман несомнено лежи во сите нас. Ние сме иднината на македонското овчарско куче Караман. За жал, секој ден се повеќе и повеќе изумира стоката по планините. Во преносна смисла, нели не во фактичка. Се продава стока, државата не обезбедува соодветни услови за сточарите. Постојат региони, што сме во релација со нив, например, има региони кај што има буквално монополи, само една фирма откупува млеко, ја диктира цената и така натаму. Генерално сите знаеме дека сточарот во задните 30 години е, ако кажам на удар, нема да сгрешам. Со изумирањето на сточарството, за жал, изумираат не само караманите, туку сите овчарски кучиња кои што се среќаваат кај нас по планините. Така што иднината на Караманот во принцип лежи во организираното и селектираното одгледување од страна на македонците првенствено. Што значи тоа? Тука исто така има една многу фатлива работа на која што мора да се внимава. Ние не смееме од Караманот да направиме куче што за 10 години, за неколку генерации од овој момент ќе личи на Караман, но нема да го носи духот на Караманот во себе. Значи, и покрај тоа што асфалтот на некој начин е иднината на македонското овчарско куче Караман, никогаш не смееме да заборавиме дека планината е единствена безгрешна мерка за Караманот и мораме секогаш да се погрижиме таа да остане во него, макар и кога тој живее во урбани услови. Добивам искрен впечаток дека ова е навистина
еден убав начин да се македонствува и да се покаже колку се сака татковината, зачувувајќи ги автохтоните раси на животни, автохтоните сорти на растенија и токму затоа искрено воодушевување за сето она што го работите за заштитата и за чувувањето и за иднината на овчарското куче Караман. Благодарам за одвоените минути. Посакувам сила и истрајност во исполнување на целите и визиите. Ви благодарам на поканата. Феста беше обострана. Несомнено дека македонското овчарско куче Караман има патриотски контекст на кој што сме многу горди и се надеваме дека за брзо време ќе успееме. Еве да ви оддадеме на мала тајна. Во моментот спремаме голема историска изложба од фотографии, од нашата приватна колекција Клупка, која што заедно со шипови, традиционални огрлици со боцки, ќе биде изложена на Европското првенство во Будимпешта од 28.12. до 31.12.2021 година. Прекрасна информација за крај, а ние ќе бидеме тука и секогаш кога имате некоја убава новост, бидете слободни да ни ја соопштите, а ние пред слушателите и гледачите да ја презентираме. Ви благодарам многу уште еднаш. Се најубаво и пријатна вечер. Се најдобро, пријатна. Веќе е 19 часот. Останаа уште некои, ви реков, во оваа емисија сигурно нема да успееме се да кажеме, бидејќи имавме многу интересни соговорници, многу теми за светата грмушка Илекс, која многумина ја посакуваат во овој период од годината. Ќе зборуваме во наредното издание на градината на Филип, бидејќи терминот го исполнивме. Јас ви посакувам пријатна вечер, убави денови, уживајте во природа колку што има можности, а се слушаме и се гледаме за 7 дена во градината на Филип. Градинарски поздрав.